Можам да ви кажам дека континуирано технички исправна е водата која што од пречистителната станица излегува во градската река. Квалитетот на водата може и да варира во текот на денот, меѓутоа вработените во пречистителната станица се должни 3 пати во текот на денот да подигнуваат примероци и да ги запишуваат резултатите. Вистина политичка демагогија е, политичка перверзија е. Од една страна да се фалите дека пречистителната станица е ваше дело, дека сте обезбедиле 10 милиони евра, од кои 85% од нив се од нашите европски партнери преку ИПА фондовите, а вината за тоа што има дополнителна тарифа во сметките за вода да не ја превземите. Не може истовремено да сте заслужни за изградбата на станицата, да сте подпишале ваков договор во кој сте предвиделе станицата да се одржува со наплата од сметките за пречистување на урбани отпадни води, а одговорноста за тоа да не ја преземете. ВМРО ДПМН еднашка треба да се одлучи. Заслужно ли е за изградба на пречистителната станица или не? Нашиот народ вели, две лубеници под иста мишка не се носат. Граѓаните треба да знаат дека договорот кој што ги има подпишано Македонија со Европската Унија предвидува изградба на пречистителната станица до 31.12.2017 и дека сите средства за изградба на пречистителната станица после овој термин паѓаат на товар на буџетот на нашата држава. Владата на Македонија во 2018 година има издвоено 4,5 милиони евра за изградба на пречистителната станица кои одат на душа на владата на ВМРО ДПМН. 2 милиони евра успеаат да украдат, земејќи мас од 4 милиони евра и оставиче гаранција од 2 милиони евра, и дополнително 4,5 милиони евра го оштетија буџетот на Македонија или направија штета на граѓаните на нашата држава од 6,5 милиони евра.